Во студиото со вас, Деспина Тодоровска. Добар ден и ви благодарам за вниманието. Пешаците кои минуваат преку пешачки премин, велосипедска патека или лента, возачите на велосипеди, мотоцикли и тротинети од денеска нема да смеат да носат слушалки во двете уши, да гледаат во мобилен телефон, таблет, смарт часовник или друг вид електронски уред кој им го одзема вниманието додека одат или возат. Од денеска започнува примената на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, што ги предвидува овие новини. За пешаците се предвидени казни од 40 евра, додека за возење велосипед, електричен тротинет или мотор со користење на електричен уред, казната ќе изнесува 50 евра. Македонија е една од првите земји од Балканот која го воведува овој закон. Во Косово од минатата година пешаците кои поминуваат улица, користат телефон или слушалки, се казнуваат со 50 евра, додека пак Бугарија ја разгледува можноста за воведување на ваква мерка. Со новите мерки властите очекуваат да се зголеми вниманието на пешаците и возачите, а со тоа да се подобри и безбедноста во сообраќајот. Активирањето на системот за контроли во сообраќајот Safe City ќе го зголеми бројот на казни за прекршоци во сообраќајот, смета експертската јавност. Дел од казните очекуваат да завршат и пред суд, па дел од нив ќе мора да ги регулира Законот за извршување на санкции. Во моментов се подготвуваат негови измени со кои треба да се подобрат и состојбите во македонските затвори. Првиот човек на управата за извршување на санкции вели дека детектирани се пропусти во делот на здравствената заштита, а не достига и кадар за ресоциализација на затворениците. Ние во моментов менуваме повеќе закони од аспект на Safe City и би рекла дека треба во јавноста да се разбие таа една заблуда дека веднаш на првиот прекршок ќе ви го земат моторното возило. Меѓутоа за повторници, за оние кои што безобзирно управуваат возило со брзина над 120, да речеме, од дозволената, веќе е нешто што е возилото се претвора во опасно орудие. И тоа мора да биде одземено. И нашата сообраќајна некултура, која што е резултат на општата некултура што владее во државата, едноставно ќе мора на овој начин да се регулира и јас сум среќна што имаме проширена одредба кај безобзирното управување со моторно возило, затоа што некогаш сето тоа и превентивно делува. Мислам дека за 23-та година нема дојдено до мене податок за 24-та, е околу 67-8% од затворениците во Македонија беа повратници. Тоа значи дека ние имаме никаква или многу мала стапка на ресоциализација. Се радувам. Да речеме, еве, повторно ќе го земам примерот затворот во Идризово. Имено, мислам дека имаме во одредени оделенија да неколку стотини затвореници обслужува еден човек за ресоциализација. По повеќе часовна борба, пожарот на депонијата кај Рачиново изгаснат, но чати натаму се шири кон Скопје, информираше утрово директорот на Дирекцијата за заштита и спасување. Со специјална пена, скопските пожарникари успеа целосно да го изгаснат огнот. Огнот не изгаснат, но чадот што и натаму се издига од неколку делови на депонијата може да создаде непријатност кај жителите на пошироката околина, вели Ангелов. Овој пожар следува откако вчера вечерта беше подметнат нов оган на истата депонија, лоцирана покрај стариот пат кон Куманово. Скопските пожарникари ја затекнале вратата на депонијата отворена, иако таа има ограда и влезна врата. Во внатрешноста беше фрлена поголема количина на пакован сончоглед кој гореше со силен пламен, а заедно со него изгораа и други горливи производи. Најверојатно намерно запалениот сончоглед го предизвика ширењето на пожарот, информираше директорот на ДЗС Стојанче Ангелов. Наша задача е да се осигураме дека вештачката интелигенција како предност за човештвото ќе биде водена со одговорност врз база на демократските принципи, рече министерот за надворешни работи во своето обраќање пред Советот за безбедност, кој во рамки на 80-тото Генерално собрание на Обединетите нации се одржа на тема посветена на вештачката интелигенција. Пред присутните министерот Муцунски потенцираше дека предностите кои ги носи новата технологија треба да се искористат за да се зацврстат мирот и стабилноста. Artificial intelligence is not just another tool.
It is already reshaping our economies, our democracies, our daily lives. With AI, the stakes could not be higher. The opportunities are enormous, but so are the risks. History reminds us that every great technological change, whether the printing press, the Industrial Revolution, or the Internet, was once feared. Yet time and again, humanity has emerged stronger. The question before us is whether we will let fear divide us, or whether we will have the wisdom to shape AI so it serves us all. I speak as part of a younger generation in politics, one that does not see AI as a threat to be resisted, but as a catalyst to be harnessed. Our task is to ensure that this powerful advancement is guided by human responsibility, grounded in democratic values, and used to strengthen, not weaken, peace and security. Левица и Знам дефинитивно остануваат без платена реклама за изборите од страна на државата. Агенцијата за медиуми денеска ја донесе конечната верзија на упатството за изборите, која е иста како и претходната. Советот на агенцијата едногласно утринава одлучи дека забелешките на Левица дека не добива платено политичко рекламирање се неосновани. Според изборните правила, право на ваква реклама има двете најголеми партии на власт, двете најголеми партии во опозиција, парламентарните партии со помалку од 5 пратеника и вон парламентарните учесници на изборите. Знам и Левица кои имаат по дури 6 пратеника, но не влегуваат во ниедна категорија што ја предвидел изборниот законник. Овие две партии не можат да откупат рекламен простор за кампања ниту со сопствени пари. Од Државната изборна комисија јавамо уште во средата коментираа дека се работи за недостаток во изборниот законник, но дека тоа може да го реши само собранието со законски измени, а дека сега мора да се постапи по тековните правила. Дека има пропусти сметаат и од владеачката ВМРО-ДПМН и Знам. Но оттаму велат дека Левица имала повеќе од една година да предложи законски измени. ВМРО-ДПМН, која ги поддржува кандидатите на Знам во Центар и Куманово, реши да отстапи дел од својот рекламен простор на партијата на Димитриевски. Лидерот на Левица пак утрово најави иницијатива пред Уставниот суд и кривични пријави за членовите на Агенцијата за медиуми и на Државната изборна комисија, бидејќи смета дека партијата е сериозно оштетена. А Пасиев вчера поднел и измени на изборниот законник до собранието. Во меѓувреме ние се екипиравме со адвокатски тим, ќе поднесеме акцио популарис, односно тужба со времена мерка за стопирање на ова упатство и бараме од Уставниот суд веднаш, уште денес, да се произнесе со времена мерка, затоа што, не знам дали знаете, 3 случаи до сега вакви имало. Уставниот суд прави финта, а тоа е дека кога поднесуваме ние представка или иницијатива, тој го става актот за гласање во декември и констатира многу бегло дека актот повеќе не е во сила и нема што да оценува. Дали ме разбирате кој е тој правен изум? А тоа што актот произвел дејство и направил штета, тоа не го тангира. Државната изборна комисија утрово го заклучи избирачкиот список во кој запишани 7.832.415 избирачи. ДИК донесе и упатство за начинот на гласање во избирачките места каде има запишано помалку од 10 избирачи. Такви места се вкупно 132 во 32 општини. Состојбата на избирачкиот список е следна. Вкупен број на гласачи запишани во избирачкиот список во Република Северна Македонија за локалните избори изнесува 1.832.415 избирачи. Од овие избирачи, вкупно 1.832.415, во изводите од избирачкиот список се запишани 1.717.803 избирачи. Во посебниот извод од избирачкиот список за лицата кои согласно евиденцијата на надлежен орган се на привремена работа или престој во странство, се запишани вкупно 112.000 избирачи. Во посебниот извод од избирачкиот список за лица кои за време на изборите се наоѓаат на издржување на казна затвор или се во притвор, се запишани вкупно 2162 избирачи. Во посебниот извод од избирачкиот список за лица кои за време на изборите се наоѓаат во установи за
вонсемејно згрижување, а кои поднеле пријава за гласање, значи по принцип на активна регистрација, во установата во која се згрижени, се запишани вкупно 450 избирачи. Од вкупно 3480 избирачки места, кои што има во државата, во 132 избирачки места, односно на подрачјето на 32 општински изборни комисии се евидентирани избирачки места во кои што се запишани помалку од 10 избирачи. Во предлог упатството, кое што по негово усвојување ќе биде објавено на страната на Државната изборна комисија, таксативно се наведени сите општински изборни комисии и сите избирачки места, односно сите општини, сите избирачки места во кои што се запишани помалку од 10 гласачи и каде што нема да се спроведува гласање на тоа избирачко место. Општина Аеродром поднесе кривична пријава против комунална хигиена за загрозување на животната средина, бидејќи 10 дена не е собран отпадот на повеќе локации во општината. Поради ова, работниците од нивното јавно предпријатие за комунални дејности за 3 дена успеале да соберат 24 тони отпад од домакинствата во Аеродром. Свесни сме дека поради оваа вонредна ситуација можеби беа запоставени редовните активности: чистење на плочници, тротоари, сервисни улици, косење, гребење и уредување на зеленилото, празнење на кантите за джебен отпад, собирање на лисија, гранки и на повеќе места и кабас отпад, велат од општина Аеродром. Кривична пријава поднесе и градот Скопје, исто така за загрозување на животната средина, но против председателката на управниот одбор на комунална хигиена Јулијана Спировска. Поради неа и незините политички мотивирани обструкции, повеќе од 3 години предпријатието е нефункционално. Ова не е само прашање на отпад, ова е прашање на достоинство, здравје и иднина, а за истото баш е гајле на Јулијана Спировска од ВМРО-ДПМН, пишуваат од градот Скопје. СДСМ денеска обвинува дека просечната плата во државата паѓа, со тоа и животниот стандард на граѓаните. Трошоците за живот растат, реалната плата се намалува, животниот стандард на граѓаните опаѓа. 3 месеци поред се намалува реалната нето плата. 2 месеца поред се намалува номиналната нето плата. Во мај 2025 година просечната плата била 45.796 денари, а во јули 45.276 денари. Тоа почитувани значи 520 денари пониска плата во услови на повисоки цени на основните трошоци. Намалувањето на реална плата значи дека стандардот на граѓаните опаѓа и значи дека сиромаштијата расте. Синдикалната минимална кошничка за 4-члено семејство веќе надмина 65.000 денари месечно. Граѓаните со својата плата купуваат се помалку. Владата инвестира 198 милиони динари за довршување на театарот во Струмица по цели 7 години застој во изградбата. Според најавите, реконструкцијата на театарот треба да заврши до крајот на следната година. После 7 години застој, изградбата на стариот Струмички театар конечно продолжува. Ова го најавија премиерот Христијан Мицковски, министерот за култура и туризам Зоран Љутков, кои извршија увид во активностите на терен. За довршување на проектот, чија изградба започна пред 11 години, владата и Министерството за култура и туризам обезбедиле 198 милиони денари, односно околу 3,5 милиони евра. За реализација на градежните работи веќе е избран и нов изведувач. Овој објект беше запоставен од претходната влада 7 години. По превземањето на власта во 2024 година, веднаш направивме ревидирање на проектот, ги превземавме сите постапки кои што се нужни за продолжување на проектот. Обезбедивме 198 милиони денари или 3,5 милиони евра за завршување комплетно на проектот. Избран е и изведувач и од денеска почнуваме со изградба. Планот е до крајот на следната година театарот во Струмица да биде готов со изградба. Проектот започна уште во 2014 година, но неговата реализација беше повеќе пати прекинувана и одложувана. Сега со новото финансирање и ревидиран план се очекува конечно завршување на објектот.
Зградата на Струмичкиот театар, каде што работел првиот професионален театар во Источна Македонија, е изградена 1949 година и била во функција се до 79 година. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија.